Почитувани, насловот е навистина бомбастичен, е провокативен, а вели кој ни ја украде Библијата, историјата и културата. За ова ќе говорам вечерва со Ниче Димовски, подпредседател на Светскиот македонски конгрес. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Најпрви, Ниче, името на филозофот. Дали таму го добивте името? Да, токму од Фридрих Ниче. Верувам дека има што да говорите, има што да упатите како порака. Дозволете ми емисијата вечерва да ја започнам како што тоа го правев многу порано и наидов на голем број противречности и замолници дека тоа е еден сосема погрешен начин на започнување на емисија со молитва. Ја реков да, јас сум спротивен од другите. Не за инаед, туку за волјата на вистина да бидам свој. Се согласувате со мене? Апсолутно. Вечерва ќе замолам да одиме со една молитва. Не е таа што беше во гласот на народот како заштитен знак. Верувам дека ќе им се допадне на гледачите. Се надевам јас. Реже? Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски, го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија. Со илјадници години крвариме, а раните живи на неродените чеди им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка на 4 страни распната како Синот Божи. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината нам и на светот, зашто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: јас сум од земјата на љубовта и добрината, јас сум македонец, и јас пророден в крвава солза во котелот на болката наша, но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет со седиве наши поделија со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашава правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди кај нас во Македонија. И Свети апостол Павле послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во Тебе веруваме и во 2000 цркви и манастири се молиме и од вечноста Тебе те чекаме. Веки не паметам, но знам, и јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум и пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послуша молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана за големата мајка Македонија. Божи благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, затоа што овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја насели. Белата македоноиди, жолтата монголоиди и црната негриди, останатите сите мулати. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачна и од кај вас започнато се е до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, затоа што носат ген македонски, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево, каде и да копнете, вистината ќе ја најдете.
кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мој, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам, и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се, и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кои дел од рајот ви дадов, за сите вас на кои љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве јас сега во Македонија доаѓам. Јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас подземја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас македонците, светот да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден во вечна Македонија. Блажено. Амин. Амин. Ја ќе кажам, додадам. Ниче, ова е ваш текст, ваша молитва. Да. Што ви инспирира да пишете? Молитвата е земена од универзалната меморија. Ова молитва е во секој македонец. Пораките испратени од нашите предци сега стигнуваат до нас. Дали е тоа пред 2, 3, 5, 10, 15 илјади години. Во молитвата е содржана 15 илјади години вистина. Ниеден збор не е случаен. Велите дека македонците се потомци на Атлантида. Точно, пред 15.500 години, кога Атлантида, Атлантидите, дел од Атлантидите остануваат и тие се потомци, односно се Македони. Во прво време, македонците се спомнуваат како Македон. Божественото представување на Македон како епоним се среќа во делата на Валерио Масимо Манфреди, италијански стручњак за античкото време. Тој вели дека на просторот каде што живеат луѓето, македоните, земјата се вика Македон. Добро знаеме дека Македон е син на богот Зевс. Има два сина, Скит и Македон. Од Македон произлегува изборот Македонија, едно од кажувањата. Што значи Македон? Придавката со сврзникот и личната заменка јас. Од тука излегува Македонија. Македон и јас. И затоа на печатот стои, што е најден во Говорлево. С Бога сам, само со Бога сум. Што значи Македон и јас. Дали народот или светот ќе речат отидовте далеко? Многу сте нарцисоидни, многу сте претенциозни. Светот е ваш. Секој може се да каже, но артефактите говорат вистината. Се она што се наоѓа
и што ќе се наоѓа. Како што реков, пораките испратени од предците сега стигнуваат до нас. Благодарение на науката, на технологијата, може точно да се открие од кога е секој предмет датира, може да се открие ДНК и многу други работи. Затоа сега светот се плаши. Се плаши од вистината. Меѓутоа, како ќе ја предочиме вистината кога една мала дигресија ќе направиме таа дистанција во сегашното време, кога голем број наши експерти, политичари се наоѓаат во една поделена ситуација. Едните велат, дајте да го модифицираме името за нашата добра иднина. Другите па се цврсти орли и викат не ја даваме државата за тегла ајбар. Суетата, егото е многу страшна работа. Добро е што има и лоши и добри луѓе. Ако сите бидеме добри, ќе нема ни еден добар. Сите ќе бидеме лоши. Добрите луѓе се огледуваат на лошите луѓе да знаат што не треба да прават. Во молитвата е кажано чест и благослов е да бидеш македонец. Ние бевме први меѓу првите. Тоа го кажува светската историографија. Артефактите се на наша страна. Дајте му Сите објаснение, светски да. историчари. Па можам да ви кажам, 92 година излезе напис во New York Times во кој пишуваше парадокс во историјата на човештвото. За прв пат еден народ го слави поробителот. Грците го слават човекот кој ги убиваше нивните предци, исто како кога евреите би го славеле Хитлер. Грците го славеа Александар Македонски. Ќе останат во аналите на историјата како луѓе кои единствено тие го славеа поробителот. Насловот на мисијата го дадов заедно со вас, да бидам искрен. Сакав да потикнам јавноста и да размисли малце повеќе за својот идентитет, своето бите, своето постоење. Велиме и прашуваме кој не украде Библијата, историјата и културата. Дали Македонија има своја Библија? Да, Македонија има своја Библија. Библијата е македонска. Библијата се пишува од страна Птоломеј, Филаделфиски, син на Птоломеј, полубрат на Александар Македонски, односно по негова наредба. Во тоа време имало, спориме за Стариот Завет, имало 72 различни верзии. За да може да се напише една, тој ги собира сите и ги става на по еден остров на Нил. И им вели додека не напишете секој своја верзија, своје гледање, бидејќи биле многу различни гледањата, нема да излезе никој од овој остров. И така се создава Стариот Завет. Додека Новиот Завет, по наредба од Константин, во Мраморното море, во градот Никеја, и собира сите рабини и им вели: морате да напишете една Библија, која ќе биде една единствена, од причина што секој имал различно гледање, секој различно кажување за Исус Христос, за настаните, за неговата бојана коса, за очите и за многу други работи. Затоа било потребно да се напише една Библија. И не случајно Македонија е толку пати спомната во Библијата. Колку пати? 39 пати е спомната во Библијата и можеме да кажеме во 16.9, во пасосот 16.9 стои: имаше апостол Павле видение, му се јави македонец и му рече: премини во Македонија. Во наредниот пасос 16.10 стои: тогаш разбравме дека Господ не повикал во Македонија да го проповедаме Евангелието. Единствено Македонија го носи името од памтивек, единствено таа е спомната во Библијата. Тоа што сакам на нашите гледачи е, токму преку оваа емисија, ние не сме прв пат во рамките на гласот на народот, тие што до последен здив се обидуваат. Не речам дека се борат, се обидуваме заедно со македонскиот народ, кој верува во самиот себе си и докажува и дава се од себе
допати порака во светот дека не е вештачка творба. Можете да ни дадете некои факти, некои посилни аргументи со што би можеле на тие неверни томи еднашка да секојаш да им ја затнеме муцката и устата со еден збор да се почитуваат самите себе си. Оти вели, ако се не се почитуваш сами од себе си, не очекува некој друг да те почитува. Македонија многу има дадено за светот. Од самиот палеолит, неолитот. Големата мајка најдена во Говрлево, големата мајка најдена во Тумба Мажали. Торзото на Адам. Тоа е торзо на Македон, јас би го нарекол, но сепак, еве нека биде торзо на Адам, кој е во молитвена форма. За прв пат се среќа овде на овие простори. Пред 6000 години некој верувал во Господ, во Бог. Печатот од Говрлево, на кој пишува с Бога сам, само со Бога сум. Македонецот се докажува дека верувал во некој Бог. Македонија има многу со што да се пофали. Кокино, тоа е обсерваторија која е најдена 2000 година и е ставена од страна НАСА на 4-то место на листата најстари обсерватории во светот. Каменот од Розета кој е најден во Египет, сега оригиналот е во Англија, додека репликата е во музеот во Каиро, каде што се гледа писмото, генезата на писмото од кај потекнува. Тоа е македонско и не може ништо друго да биде. Многу други работи. Кралот Каран, 814 година, пред нашата ера, ја создава Македонија. Македонија е првата творба, првата држава во Европа. Додека Атина е создадена 776 година, а Рим е создаден многу подоцна во 753 година. Артефактите, доказите се на наша страна. Светот тоа многу добро го знае. Светските историчари го знаат. Дури интересно е што и грчките историчари го знаат. Со откривањето на гробот во Кутлеш, тие велат дека е на Филип. Неколку историчари им кажаа дека ова е друга цивилизација што нема никаква врска со елинската. Бевте ли во гробницата? Да, ја имам посетено гробницата. Гробницата е специфична по тоа што нема ни еден надпис. Каде се буквите? Кој ги украде буквите? Некој сака да ја сокрие вистината. Сака да го сокрие македонското писмо. Кој не? Имаме ли уште посилни аргументи да му докажеме на светот кој сме, што сме и од каде потекнуваме? Има многу аргументи кои зборуваат за вистината. Како што рековме, Библијата ни е украдена. Верувам дека нема никого да навредам од евреите. Историјата ни украде од грците, а културата ни украде римјаните. Со доаѓањето на римјаните на овие простори, изнесени се 13.000 коли со злато и целата библиотека. Пренесена е во Рим. Најдобрите архитекти, сите научници се однесени таму. Се што денеска гледате во Рим е изградено од македонски раце. Тие луѓе, откако ќе ја завршеа својата мисија, беа фрлани во арените и беа распарчувани од животните. За тоа има докази. За историјата повеќе од јасно е дека историјата ја украдоа грците. Многу специфични работи има во однос на кажувањето од страна на светските историчари. Да земе Херонеја, да го земе Демостен. Светските историчари им денес и велат на грците. Вашиот Демостен, најголемиот непријател на Филип, велеше дека тој не е македонец и не говори, не е елин и не говори елински, тој е македонец.
Филипиките кои ги напиша Демостен пред неколку години беа сокриени и повлечени од продажба. Само со една цел. Да се замолчи после толку години неголемиот непријател. Замислете која иронија. После 2300 години неголемиот непријател на македонскиот народ е обелодени вистината, нивниот Демостен. Ми дадете за право да се присетам на една многу интересна случка, повеќе пати во Гласот на народот. Ја спомнав и чесми и вечерва. Тоа е во Германија 2002 година. Бев на изучување на германскиот јазик на Гете институт и со Волф Ошлиц, почитуваниот професор кој мој соговорник беше. Бев инспириран и патен со една замолница. Господин Томиш, тоа беше прва наша средба. Често помнам пред 6 години. Заминете во Македонија, во моја пријателска држава. Поздравете го од македонскиот народ и да се горде, зашто тој е македонец, народот е македонски, а земјата се вика Македонија. Беа во очите негови наистина една искрена порака, една искрена желба Македонија да секоја доживе како тој што ја доживува во неговите очи. Дали светот дефинитивно знае и му создава не само омраза, суета и еден голем страф дека сепак правдата ќе исплива на површината и тогаш светот ќе биде во многу тешка ситуација. Или тоа се само наши пусти желби, имајќи фактот дека има добри како број аналитичари, експерти и да речеме политичари кои не играат во тимот на Македонија, играат во некој друг тим, тимот на не би сакал да ги спомнам. Светот многу добре ја знае вистината. И вистината наскоро ќе излезе на виделина. Требаше само да се издржи. Интересно е тоа што нас најмногу ни помагаат непријателите. Никој нема толку помогнато на Македонија колку нашите непријатели. Како го објаснувате? Најдобра реклама е антирекламата. Илјадници книги по целиот свет поделија грците. Со нивна историја, по сите библиотеки, по сите универзитети во целиот свет. Со лажна историја. Светот го откри тоа. Кому верува повеќе? Кому верува во овој момент светот? На нас македонците или на грците? Светот во моментот им верува на македонците. Оти знае која е вистината. Знае која е вистината. И каде се крие вистината. Оној што е историчар, тој од срцето сака да ја открие вистината. И тој не може да излаже. Тоа се случи и меѓу историчарите во Грција. Тие им кажа, ние немаме никаква допирна точка со нивната култура. Тие се дојдени од субсахарска Африка. Им е дозволено да се населат само во Атина. Од секогаш еден и единствен проблем на македонците бил градот Атина. Така било од секогаш, така и денеска. За да можат да ја искриват вистината, го излажат светот, и сменија сите ороними, топоними, хидроними. Направија нешто што е преседан во светската историја. Проше ми Кутлеш е Кутлеш, никогаш не може да биде Вергина. Пела е Пела, Костур е Костур, ништо друго. Солон е Солон, Салоника. Тоа видовме дека нашите македонци во Пустец ја избоксуваа правдата со еден факт што актуелниот премиер им даде за право да ги вратат топонимите и Пустец да се го задржи, да го врати своето име. Пустец е многу специфично интересно место. Најчистиот простор на македонци кои живеат на едно место се тие 9 села. Природата сакала со таа сува гора што ја велат тие, односно Галичица продолжува во сува гора да направи едно природно разграничување, но некој сакал тие луѓе да ги фрли таму во планините и да ги одвои од нас македонците. До ден денес тие зборат македонски. И кога одиме таму викаат гале, чедо.
Многу од нив не го знаат албанскиот јазик. Колку за македонскиот календар? Кога започна? Македонскиот календар специфична работа. Тој започнат во 5508 година пред Исус. По него денес живееме. Во 7516 година од македонскиот календар. Во 328 година пред наша ера Александар III Македонски дал наредба да се изедначи македонскиот со египетскиот календар. Тогаш македонците на 6 октомври го славеле за нова година. Практично дотогаш владеел Александровиот календар. Кога во 42-та година римскиот император Јулије Цезар посакал да влезе во Египет, македонската кралица Клеопатра му дозволила под услов Рим да го прифати Александровиот календар. Јулије прифатил, но да се нарекува по неговото име Јулијански, пошто Клеопатра му дозволила да влезе во Египет. Сакам нешто да ве замолам, с оглед дека и самиот рековте, сакате да соопштите нешто, што досега не беше спомнато, а тоа е лентата на бришење на информациите, што единствено постои само кај македонецот. За да дојдеме до тоа, мораме да спомнеме Ксантиката. Единствено македонците го имале празникот Ксантика. За прв пат се спомнува во 6. век од страна на Хесијас, кој вели дека луѓето северно од Олимп празнуваат некој чуден празник, проследен со чувство на силни емоции и духовни чувства. Тоа бил празникот Ксантика. Од каде доаѓа Ксантика? Ксантиката доаѓа од богињата на цвеќето. Имаме на слика, така? Од богињата на цвеќето, Ксантика. Македон се заљубил во Ксантика. Тоа била неговата прва и чиста љубов. Но злите сили ја претвориле во цвеќе. Од тогаш Македон ја барал меѓу цвеќињата секоја пролет, за да ја најде и да ја врати својата прва и чиста љубов. Интересна е Ксантиката за македонците. Тоа е нешто многу интересно, на што се работи долго време. 8000 години од сега, значи, предходно, сме ја имале Ксантиката. Ниеден народ ја немал. Генезата на Библијата, на постењето, во православието, е токму од Ксантиката. Ксантиката според стариот календар се слави од 13 март до 14 април, по новиот од 1 март до крајот на март. Со доаѓањето на пролет, македонците знаеле да ја очистат негативната енергија која била сконцентрирана целото зимо во нив. Правеле опростување точно како сега што е прочка. Тоа е нешто многу специфично. Многу интересно. За да би можел да ви објаснам, ќе започнеме од универзумот. 3 работи се бесконечни. Колку? 3 работи се бесконечни. Тие се? До сега познати. Тоа се Вселената, хемијата и човечкиот мозок. Во човечкиот мозок постојат 25 до 30 милиарди неврони. Тие неврони не се менуваат до крајот на животот. Од предраѓањето се е меморирано уште детето кое е во утробата на стомакот и до последниот миг постои лента на меморија на која се прават записи. Македонците успевале да ги избришат негативните записи. Како? На многу едноставен начин. Денеска тоа го има во прочка. Опростување. Опростување на другите, према другите, опростување према себе, опростување на се што е сгрешено. Тоа е многу едноставно. Со опростувањето се врши само еднаш. И кога ќе дојде личноста која ве оптеретува, да речеме
сега, во моментот, или тогаш кога имало битки. Сте имале проблем со некој човек, сте имале со брат, со сестра, во фамилија. Постојано психата се оптеретува. Постојано аналитичката психологија кажува, денешната аналитичка психологија дека има оптеретување и сите психосоматски болестите се психосоматски доаѓаат токму од тоа. Постојат само физички повреди. Останатите се придојдени. Придојдени од мислата, од оптеретувањето кое луѓето го имаат. За да имаш една јака војска, како што имал Филип, морале да бидат психички јаки. Замислете на Гавгамела, се борат 17:1. Нигде не е познато досега во светската историја да се борат 17:1. Значи не се работи за физички спремни, се работи за психички спремни. Единствено галите со римјаните се приближили на 4:1. Римјаните добиваат една битка која е 4:1. Никогаш не е позната во аналите на светската историја да некој се бори 17:1. Значи, која беше формулата? Формулата е бришење сите податоци што не ви се потребни од лентата на меморија. Подоцна ќе го објасниме тоа е многу специфично и многу интересно. Тоа е формула која имаат само македонците, која имаат меморирано. Се е меморирано. Дали се извинам, запамтите ја мислата. Дали затоа македонецот постои ден денеска и обстојува? И мајчи факт ништо се поминува македонецот. Од своето постоење до моментот дека ја и вие разговараме денеска на 6 декември 2008 година. Токму затоа кај македонскиот народ има нешто специфично. Се е меморирано. Некој можел да го пробуди пред X години. Значи можат илјадници години да поминат и тоа да биде пробудено, односно декодирано. Тоа се случува сега, благодарение на нашите најголеми непријатели. Тие го иницираат тоа. Секогаш кога македонскиот народ би се нашол во таква состојба како што е сега,